Голема градежна офанзива во Македонија. Премиерот Мицкоски е задоволен од тоа како се одвиваат активностите на градилиштата низ земјава. Тој вели дека има одлична динамика во изградбата на автопатот Охрид-Кичево, при што веќе била пуштена делницата во делот на Требеништа. Интензивно се работи и на санирање на свлечиштата кај Врбјани и Ботун. Во моментов се изведуваат уникатни и сложени инженерски и градежни зафати, кои за прв пат се користат не само во Македонија, туку и во регионот. Премиерот вели дека роковите ќе бидат запазени и дека најверојатно при крајот на летото ќе биде пуштена во употреба цела делница од Извор до Охрид. Се работат проектите за стабилизирање на свлечиштата после тунелот кај Врбјани до Кичево и кај Ботун. Очекувам да се држиме до оние дати кои што ги дадовме. Оптимистички е дали за 2 август или за денот на независноста, кога правиме јубилејни 35 години, делницата од Извор Кичевски до Охрид целосно да биде пуштена. Со солидна динамика се гради и на другите патни правци. Мицкоски вели дека интензивно се работи на 3 автопатски делници кои ги гради конзорциумот Бехтел и Енка. Се работи за правците од Тетово до Гостивар, од Гостивар до Букојчани и од Прилеп до Битола. Завршен е и тендерот за изведба на делот од Букојчани до Кичево. Службите ги завршиле работите за да се забрзаат активностите. Разрешени се имотно-правните односи, пробиени се трасите и веќе биле исплатени половина милиарда евра кон изведувачот. Околу 90% се расчистени траси, имотно-правни односи, тоа што врска на државата е завршено, изведувачот напредува, некаде околу половина милиарда евра веќе се исплатени за тие проекти. Така што мислам дека во добра насока се движам, не мислам, него сигурен сум и честитам на сите кои што се вклучени во тие проекти. Изградбата на автопатите, но и железниците и гасоводите и тоа како придонесува за раст на градежништвото. Овој сектор кој покренува уште 22 други гранки забележа исклучителен раст од 21% минатата година. Владата очекува овие солидни бројки да продолжат и во 2026 година. За годинава се очекува економскиот раст на Македонија да достигне 3,8%.